Добро познат број 0230705 е времето кога ќе го погледнете, односно ќе се појави, се разбира, компјутерското тркало. И на самиот почеток ве замолувам, имајте во предвид, особено оние кои што немаат искуство, а слушнале дека има квиз на кој што се доделуваат добри награди, велосипедот е на мени за денес. Токму тие треба да имаат во предвид од технички аспект сега да го вртите бројот. Еве и го покажавме, бидејќи ако се врти вон тркалото, принципот не е кој прв ќе заврти, може да дојде до блокада на линиите, имаме 5 отворено и подобро мене да не ме слушате половина час, туку тоа време да се искористи, да се собере се што имаме да понудиме денес како награда. И првата господја со која што ќе го отвориме ова издание на Заврти на Тилма ни се вика господја Милевка и ни доаѓа од Скопје. Добар ден. Добар ден, Тина. Како сте ми? Супер. Добар беше денов? Супер, денов прекрасен ми е денеска. Драго ми е да е уште попрекрасен ќе го направиме ако имаме велосипед како завршница. А господја Милевка, имате ли Не вие? е битно, Тина. Не ви е битна наградата? Да. Добро, ама мене многу ми е битно, бидејќи јас сакам да ве гледам расположени и се што имаме да ви доделиме. Господја Милевка, имате ли искуство пред се во Заврти на Телма? Да, Тина. Добро, колку награди имаме освоено досега? 2 и тоа книги. А, супер, значи ја збогативме полицата дома. Да, обавезно. Некој од комшивките, пријателките, сопруг, не знам, децата, внуците помагаат ли денеска со вас ли се? Некој од некој има, не е проблем, Тина. Така, од кога не сме биле на кино? Поодамна. Поодамна време, тоа секако да поодамна стане сега веднаш, затоа што ќе биде можно секако да имате да пред се да си уживате во една добра кинопроекција. Оно што е најважно, ќе потсетиме Кино Вирзум, за вас доколку дадете точен одговор, има 2 билета на нивната билетарница, ќе се изберете со кого ќе се уживате во добар филм, а за сите останати ве потсетувам, не само во Скопје, туку и во Велес, се разбира и Штип и Свети Николе има киносали, каде што Кино Вирзум секако за своите гости овозможува да ги следат најновите светски филмски хитови. Ајде да бидете меѓу нив, господја Милевка. Ајде. Кој роман за читателот го напиша писателот Берхард Шлинг? Писателот или читачот? Писателот. Читачот, дури и филм е снимен. Со која хрватска актерка и пејачка Тоше го испеа хитот Волим осмех твој? Иницијалите и се АШ. Антонија Шова. Точен одговор. Со кого ќе одиме на кино? Со сопругот. Со сопругот, одерени, насмејани, како никогаш. Дали ве на првиот романтичен состанок кога ви се додворуваше ве однесе во кино или каде бевте? Тоа одамна беше, Тина. Не можем да се сетам. Не можете ни да се сетите колку било одамна, па колку време сте во брак? Уште малце 50. 50, леле, цела јас, браво! Ви Цела вие. Аха, да. Како и да ќе ве поздравам, секако и со сопругот очекувам убаво да си поминете, па еве повторно како некогаш романтични и срекни заедно. А и потврдено тоа цели 50 години. Браво, Милевка, и секако ќе ве охрабрам и во ова исто издание да си дозволите пак да се слушнеме, па да се зголеми бројот во една иста емисија, да имате и 2-3, можеби 4 награди. Немаме лимит за тоа. Поздрав, најубав ден. Поздрав, Тина, се најубаво. Благодарам, неле, одлично, продолжуваме. Значи, почнавме со господја Милевка. Многу ми е драго, што еве барем од квизот имам впечаток дека во нашата земја навистина има долги љубови, всушност пресликани во долги бракови, со повеќе од 50 години, па има тука и 25 и 30 и така натаму, што значи сте истрајни во љубовта, се сакате и добар избор сте направиле. А најдобар избор сте направиле ако завртите на Телма, особено денес, бидејќи во пресретна пролета и секако Валентин доделуваме и љубовна наградама и велосипедот е многу љубовно превозно средство. Лилјана, добар ден. Добар ден, Тинче. Како сте ми? Супер, вие како сте? Одлично, се додели награда. Милевка секако ќе оди во кино со сопругот.
А што последно вие освоивте во Заврти на Телма? Натура терапитинче. Добро, си ги користите производите, верувам? Одлично, одлични се, одлични. Па драго ми е, драго ми е, драго ми е. Исто ќе ве подсетам дека многу ќе ни биде драго, еве да ве живнеме целава нација гледајќи Заврти на Телма и да ве подсетиме дека нема ништо подобро и поквалитетно и кога мислам на долги стази е секако да се внесете во светот на книгите. Ги имаме Топер денеска како дежурна книжарница, задолжени за книга. Сме биле ли близко до игра за главна награда? Сме биле. Не сме освоиле. Не сме освоиле, а сме освоиле ли Верна Плюс персонализирана картичка од 1000 денари? Да, еднаш. Еднаш, па сега нарепете пак. И секогаш е добре дојдена и мора да признаеме наградава што ја доделуваат Макпетрол е една од најпопуларните. И подсетување Лилјана, исто како и првиот пат со оваа Верна Плюс персонализирана картичка во вредност од 1000 денари, ќе си полните гориво на сите бензински станици на Макпетрол. Па ајде да се освоиме пак. Ајде. Почнуваме со гатанка. И кога е најсветло, таа е црна. Што е тоа? Ноќта. Не, тоа е сенка. И на сонце е темна. Интерпункцијскиот знак извичник се состои од два дела. Кој? Извичник и точка. Тоа извичник го викате, а тоа што е всушност? Црта и точка. Црта и точка, па така е. Честитки, со здравје да се служите. Кој е возачот кај вас? Фала, здравје да имате, ќерката и мажот. Првата Верна Плюс на кого ја доделивте? Ја На подарив? мажот ми. Мажот ви се израдува? Како не? А каде е мажот ви сега? Не е тука моментално. Да го изненадите. Да го изненадите. Фала тинче, све најубаво. Благодарам и вам, убаво ни беше што еве имавме добра игра, веднаш по Милевка и Лилјана со награда во Заврти на Телма. Сите вие кои што досега не сте завртиле, срамежливо гледате, па де се срамите, па не знам што, па и домашните знаат никогаш, леле, немој да се јавиш, немој, леле, трема, не знам што. Не, ке се јавите и можете многу пријатно да бидете изненадени. Особено ако ви се отвори можноста, пријатно да ве изненадат нашите спонзори на денот Мегамобил. Оние кои што и со два точни одговори знаат да доделат голема награда. Секако и со еден точен одговор има од нив добра награда, а секако се од нивниот свет кој што се врзува за мобилна галантерија и секако секакви аксесуари и додатоци, компјутерска галантерија, а драги мои, секако што и да му се случи, постојано велам, на вашиот мобилен телефон нема плачење, нема секираци, напротив, Мегамобил е вистинското решение, нивниот професионален тим, едноставно мобилниот ќе го врати во нормала, онаков каков што сте си го имале предходно пред болките и маките. Апсолутно се клиника за мобилни телефони. Што се однесува до нашиот телефон, ви ќе го гледате на екраните и тоа е подсетување дека штом го гледате заедно со тркалото, почнувате да вртите. Пандорината кутија е отворена во овој момент, благодарение на господја Пандора од Скопје. Добар ден. Добар ден. Колку пати сме отварале Пандорината кутија во Заврти на Телма? Па не знам. Можда 5-6 пати и поише. Така, награди колку? Многу. Многу, пова ми се допаѓа. Главна награда има ли? Нема. Нема? Денеска Нема, може би ќе има. Како да е, ева овдека од горе од генералштаб ми велат, нашата Пандорина кутија е срекна. Па секако искачаат сите оние вистини и невистини од Пандорината, ама од нашата излегуваат 5 литри масло од Кристал Велес, господја Пандора. Од тие 5-6 пати сме имале ли ваква награда освоено? Не, прв пат. Какви ви се кулинарските вештини, еве? Па добри. Добро, ќе ни откриете што прво ќе сготвите, а јас ќе ве подсетам дека генерации низ овие 102 години, односно цел век плюс 2 години, готвеле и подготвувале за своите најблиски, за своите пријатели, што значи Кристал Велес има зошто векува на овие простори. Традиција потврдува квалитет. Со еден точен одговор, господја Пандора ќе си има 5 литри масло, Кристал Велес, а и ќе ни открие што прво ќе сготви со оваа вредна награда. Па пошто се љубители на помфрит. Помфрит? Помфрит, да. Па колку помфрит ќе направите? 2 вреќи компири?
2 нема, 2 кила да. 2 кила, да. Ајде да си ги направиме тие, тој помфрит да го направиме, само да дадеме точен одговор. Ајде да видиме. Господја Пандора, која геометриска слика се добива ако со рамнина пресечета топка низ центарот? Круг. Да видиме, така е, круг. Како велат, врти суче, опушта една награда. Да. Значи, ќе имаме 2 кила компир... Кој ги лупи компирите? Кој ќе стигне? Така, ќе им дадете задача, а секако и ќе им подготвите еден свечен помфрит, со оглед на тоа што е подготвен од вашата награда која што си ја освоивте во овој момент. Ама браво и за Пандора и за Милевка, за сите, браво! Благодарам. Да си имате убав ден и на здравје Исто и помфритот. вие. Еве за ова Ајде, навива водителката, па јас не можам да издржам да не ве пофалам, ама тоа е оно што се очекува во заврти на Телма. Оп, јави се, оп, награда. Оп, јави се, оп, награда. И со тоа темпо до велосипедот. Сега зборувавме, нели, мора да признаеме, нашиот народ е народ кој што ужива и во готвење, и во вкусна храна, и сакаме богати трпези, особено, нели, зимата, празниците. Абе, ред се реди и не можеш да одолееш, поготово што горе-долу и нашиот народ и како е добар и вешт во кујна, па знае да подготви и традиционални и модерни јадења. Арно, ама сето тоа се познава. Де од левата страна, де од десната, малку мешето и оп килограмите ете ги. Дали се 5-6 и треба да се симнат, Fit Shop се вистински професионалци под кои што подготвуваат платформи на исхрана, но оно што е важно, они секогаш го имаат во предвид моментот дека храната е таа која што е двигател, како горивото за автомобилот, што значи правилна исхрана ќе направи детоксификација, ќе ги реши можеби и проблемите со тироидната жлезда, шеќерот, а најважно од се за оние кои што во пролета сакате да влезете со помалку килограми, секако има и такви програми. Јас ја имам Лидија од Скопје, добар ден. Ден, господја Тина. Многу слабо ве слушам, мора погласно. Добар ден. Добар ден, згрмете како мене и еве ќе кажам дека Лидија, вие сте во продолжение денеска, цел ден вторник ни почна со женска енергија. Вчера имавме доминантна машка енергија. Колку пати имаме играно досега? Па 5 пати. Ние имаме екстра искусни денеска играчи кои што имаат долга традиција на собирање награди, верувам, во заврти на Телма. Дали сте задоволни од досегашното учество и игра? Што имаме освоено? Да, последниот пат беше главната награда, ама не ја погодив за пегла. Ама пегла си земавте? Да. А игравме за што? За велосипед. Па то денеска на репете имаме. Како и да е, тркалото одлучи оваа награда да биде исклучиво за вас, Лидија. Еве вака пред пролета гледате, ги имаме оние кои што навистина располагаат и со исхрани, и со третмани, и сите да блескаме, да бидеме разубавени. Токму од таа причина ги имаме и Slim Solution, кои што имаат револуционерни најнови нови апарати и третмани, кои што ќе ја постигнат целта, а тоа да имаме убаво обликувано и здраво тело. Денес во вторник доделуваат вредносен ваучер од 1500 денари и што е најважно, со еден точен одговор, Лидија, навистина ќе ве предадеме во професионални раци и ќе излезете како нова Лидија. Ајде. Ајде. Како се викаше бродот на Жак Кусто? Да одиме на следно. Не, Калипсо. Така е, Калипсо. Браво, Лидија. Благодарам, господја Тина. Многу ми е драго да ви кажам и да си одите да не ја подарувате. Кога сте биле последен пат еве во салон? За разубавање? За масажа не, за... Овде имаат апарати, третмани, како и да ќе имате вредносен ваучер од 1500 денари, да си уживате во тие мигови за вас, ве препуштаме во раците на Slim Solution. И да ви кажам браво, убаво играте. Каква убава женска енергија, не дека мажите не ни се добре дојдени во заврти на Телма, ама да ви кажам искрено на сите, ве поздравувам, Лидија, продолжете да играте, ако сакате може уште некоја награда денес, тоа не ограничуваме. Ама морам да признам дека секој ден си има некоја своја приказна, своја обележи. И денеска сме со многу женска енергија.
И многу награди освоени. Ајде да одиме за велосипед. Ајде да не ве подсетувам дека треба секогаш да имате на ум и мотивација да се освои напаѓа главната награда. И му тргна на тркалово некако, па сосема логичко, знаете како, ние некако како да ги изгубивме, да речеме, оние премини од зима во пролет и така натаму, туку наеднаш може да рипнат температурите и оп, треба да се разголиш. Треба малку, нели, да носиш по мека, по лесна облека, а телото е за капути и за јакни. Тоа сите мора да си го признаеме. Еве решение за тоа. Гладиатор Джим, многу ми е драго што се дел од Заврти на Тилма со оглед на тоа што на многумина од вас, без разлика на вашата возраст, ќе ви отворат можност месец дена да вежбате без пари и тоа да ви биде пресвртница, односно наеднаш, неминовно дали имате 60, 65 и 70. Ке си почнете нешто што можеби никогаш не сте го правеле во животот, а ќе ги видите бенефитите. Здравие, рекреација, сила и мок. А целта е нели да се чувствуваме одлично. Ете и Гладиатор Джим се тука. Ајде да видиме кој ќе биде следен на Лидија. Денеска и на линија, ја имавме Лидија, сега на линија ќе видиме кој ќе биде следен. И ќе подсетам, ако имате можност, пребарувајте на Google, не брзајте премногу, не дозволувајте тремата да ве стаписа и возбудата. А може би некој кој што ќе игра по Лидија ќе биде и дебитант. За оние кои што ме пресретнувате на улица, постојано ми велите, ама не знаете колку вртиме. Постојано бидете упорни, вртете и од повеќе телефони, па секако 5 линии се слободни. А за да бидат слободни, се врти во овој момент. Некако се одолгорочи работава, јас не знам дали ние чекаме гледачи или пак не ме послушавте па се блокираа линиите. Како и да е, најверојатно ќе биде игра и тоа ми е драго, затоа што секако упатувам апел да не ги блокирате линиите, да вртите по техничко правило кога го гледате тркалото. Продолжуваме со една прекрасна македонка од Прилеп. Добар ден. Што е ова сега? Тит. Зарем се исклучи македонка? Невозможно. Леле, па и потоа ми велите толку сме упорни, не можеме да добиеме и кога ќе добиете се исклучувате. Македонка да заврти повторно што поскоро и секако да си даде шанса да си освои велосипед. А по Виктор ми мириса по името дека ќе биде некаква победа, а Виктор и редовно игра од Велес, ако не се лажам. Така ли е, Виктор? Така е, да. Ама Виктор, многу слабо ве слушам. Ало? Згрмете, Викторе. Да ви слушам. Да, многу слабо. Мора погласно и појасно, за да имаме точни одговори, убаво да ги чујам. Дали сте ми добро? Не сме добри, али... Зошто не сме добри? Што е работава? Болни сме. А, добро. Тоа значи дека и треба да се грижиме повеќе, да пиеме многу течности, чаеви, супа од петел и витамин С. Така е, да. За имунитет имаме супер вакцина, нов велосипед. Ако го освоите, знаете како ќе пркнете експресно. Добро, сами ли сте таму или има кој да се грижи? Сами сме. Ајде, Викторе, сега ќе ве пркнеме. И драго ми е што се одлучивте ете малку да си дадете снага. Виктор, а читате ли книги, да прашам? Не. Зошто? Па... Ке читате за нас? Ке се потрудим. Па секако ќе ви биде убаво. Само сега е најважно да не оздравите, прво да освоиме наградата и секако ќе ве подсетам што се да се направи за да нели се зајакне имунитетот. Кога сме веќе кај наградата од Полица, имаме нов наслов за денеска, а тоа е Тетка Хулија и Скрибоманот од Марио Варгас Љоса. Како и да е, таа книга ќе ја читаме, Викторе, ако дадеме еден точен одговор. Почнуваме. По кое животно го доби името познатиот грип AH1N1? По животно е именуван грипов. Свиња. Така е, свински грип. Да. А Викторе, вие грип ли имате или настинг? Не, нешто друго сосем. Па јас вака ќе ви посакам пред се да ми бидете следниот пат кога ќе се слушнеме, да сте ми здрави, подобри. Секако бидете расположени, тоа мора да се бориме. Знаете како е во животот. Кога е најтешко треба да се стане и да се вели
Јас ова не го дозволувам. А и драго ми е што без разлика на се вие сте дел од Заврти на Телма и целата редакција. Ви посакувам многу награди, ваква убава игра и секако да бидете победник и во битката која што ја водите. Ви спраќам бакнежи и секако чувајте се, тука сме и верувам дека следното слушање ќе бидете како нови. Договорено? Ете, така го поздравувам. Виктори, навистина ми е жал што ево една состојба, ама знаете како, тоа е животот. Најважно да бидеме борци и верувам дека ние, еве, Заврти на Телма, сме тука и да ве расположиме, секако малку и да ве кренеме, бидејќи во животот ако само се мисли, нели, на тешкото, потешко се доаѓа до сила да се избориме со искушенијата. На Виктор му посакувам секако многу здравје и благодарам и за учеството и навистина ми е драго што ете имавме победа и се освои наградата. Ке извадиме полица, секако, повторувам на полицата на Виктор, ке има добар наслов кој што секако книгата го збогатува животот, а и ке ги отргне мислите, ке ве пренесе во свет во кој што секако ке се чувствувате убаво. Така да еве уште една награда освоена. Зборувавме за оваа награда, имавме задоволна секако учесничка натура терапи, постојано за нашите учесници доделува вредносен ваучер од 1000 денари. Еве топло препорачувам за сите оние кога веќе мислиме на здравјето, а во нашата редакција мислиме, натура терапи располага со огромна палета на суплементи и додатоци за да не кренат, да ја вратат виталноста, животната енергија. Ги има како продавница на 22 локации низ целава земја за оние кои што сакаат експресно и брзо да дојдат до нивните продукти. Доволно е да се кликне на naturatherapy.com.mk. Во Заврти на Телма доделуваат вредносен ваучер од 1000 денари. Господја Сузана, добар ден. Добар ден. Неверојатно е денес колку сите екстремно слабо ве слушам, не знам зошто е тоа така. Добар ден. Ете така, викнете како водителката. Дали сте ми вие добро? Добро. Драго ми е така, нека остане, но ова добро да го збогатиме со велосипед и да бидете екстра супер добро. Може. Дали гледаме во прилеп со пријателки, со комшики, со семејството, со кого не следите? Ме следиме со мојот сопруг. Добар ли е сопругот? Добар. Кога последен пат со сопругот сме биле на театар? Многу давно. Сега сопругот нема мрза. Колку години па вие сте во брак? 39. Ете, тамам пред 40 да заокружите, дотерани 20-та. Доаѓате во Скопје, малку еден убав ручек, да се прошетате, сопругот да одврже чекмежето да купи нешто убаво и потоа да уживате во една фантастична театарска представа во Драмски. Несомнено е дека Драмски се култна театарска сцена во градот, затоа што репертоарите им се препознатливи по врвни актерски екипи и представи. И ако одговориме точно, сето тоа ќе се реализира благодарение на двата билета што ќе ве чекат Сузана за вас и сопругот на нивната билетарница. Ајде. Добро, ајде. Кој е автор на романот Повик на дивината? Помош, главен град на Велика Британија. Кој е главен град на Велика Британија? Главен град на Велика Британија. Лондон. А името? Како се викаше писателот? Ке си пукнам. Не. Ајде да одиме на следно. Следно. Ајде. Джек Лондон. Кој хемиски елемент на Т го добил името по вечно мачениот митолошки лик? На Т. Се мачал. Како велиме? Кој хемиски елемент? Танталови маки. Сузана. Митолошки лик. Да, следно. Следно. Вака сега. Следно. Ама зошто не ме слушате сега? Ме слушате? Да. Вака сега. Иако нели баравме да биде цело име и презиме, го баравме Джек Лондон, ама кажавте Лондон. Лондон, да. Од генералшта пуштија срце и рекоа доделена е наградата, се уважува. Добро, фала многу. Ке одите во Скопје на театар, така? Да. Да го поздравите сопругот. Фала, да ќе го имате поздравам. најубав ден и поздрав до Прилепче, не знам дека многу се активни во Заврти на Телма. Ете така, гледате ли каква редакција сме ние? Па ние не сме редакција за да не даваме награди,
Што треба ќе се потрудиме, ама ќе се потрудите и вие, па на крајот на денот квизот е и нешто да поднаучиме. Како и да е, 6 од 6 награди се освоени. Хајде да го освоиме велосипедот. И драги мои, еве ги Гаспар, топло препорачуваме. Центар за психофизичко здравје, но и неурофидбек прегледот влегува во игра, го доделуваат Гаспар. Многу интересен некако преглед, безболен секако, но ќе ви биде и искуство. Особено важно ќе биде за да знаеме како работат мозочните бранови. Дали е се во ред, бидејќи од главата се оди и се почнува. Ванчо, добар ден. Добар ден. Господине Ванчо, имате ли освоена награда од Ванчо Комерц? Од Ванчо Комерц не, Мак Петрол, Джакомо и не знам уште што беше. Али годинава прв пут се јавувам. Тоа беше до лани. Така, па каде сте вие толку долго време ве Па нема? вртам упорно, ама ете не се добива, знаеш. Не Зависи знам. среќата како ти, еве денеска си добив. Јас и ќе прашам за среќата да ургирам дали може да го извадиме плачкото. Еве тоа ќе прашам, ако може, не знам што ќе ми кажат, ама еве, ми велат да. Кој е супер. Колку сум среќна јас да знаем. Еве го, тука се намастил таман да се отстрани. Ги спомнавте. Каква награда од нашите спонзори Мак Петрол имавте добиено? Памтите ли? 1000 денара, да. Верна, плюс ја доделивме. Да, Сега верно. можете секако да освоите Кристал Кар, средство, 3 литри е количината, секако за безпрекорна прегледност и безбедност на патот. И ова средство не само што е чисти шофершајбната, туку и убаво мириса и патувањето, односно возењето е вистинско уживање. Арно, ама ќе видиме што ќе одлучи тркалото. Ајде да видиме. Колку близко бевме до велосипед, ама вели заврти ти на уште еднаш. Ванчо, што има ново кај вас? Одамна не сме се слушнале. Све е добро, чим сме добри, здрави, живи, тоа е најбитно сега во ова време. Па сега чекаме пролет, сега што да кажем? Јас ја чекам Студи, надвор. Гледајте тркалово, абе, зрцките ни ги извади. Се заврти уште добро. Си бара малку, нели, да биде по-неизвестно, сосема логично, па да видиме што ќе каже. Каде ќе не однесеш? На книга директ. Господине Ванчо, имате ли освоено награда од нашата дежурна книжарница? Немам. Топер се оние кои што ќе се погрижат секако да имате добар наслов, а така се грижат и за својата читателска публика, да не и промакне ниту едно, се разбира, светско бестселер дело, кое што бестселер дела се актуелни за читателската светска публика и веднаш да се ги имаме нели во нашата земја. Топер ги Ова за паметам. жена ми таман чита она. А вие зошто не читате? И со време немаме време многу. А како жената има време? Ќе си најдете време и ќе си најдете љубов. Ете така, ајде што за сопругата, ма овој пат и за вас. Ајде. Како на се викаат подвижните скали во големите трговски центри? Ескалатор? Така е. Па ова е како со ескалатор. Од горе, од награда. Браво, Ванчо. Ви благодарам многу. Поздравете Имајте убав ден. сопругата и да имате убав ден и ве молам, немојте цела година да ве чекаме. Тука сме секој ден. Ајде. Фала многу. Кој врти ќе добие? Така е, ви благодарам, Леле. Поздрав исто. Поздрав, 7 од 7. Пам, пам, пам. Мора малку звучни ефекти. Не се кој знае што. Ама кој знае што е на врата кога ќе дојдат највкусните награди кои што ги имаме благодарение на Пица Джакомо. Ете, и за тоа ќе се игра во овој момент. Многу е важно да кога ќе не добиете да не се исклучувате. Пица Джакомо денеска во вторник 4 сендвичи, например по избор на Наташа, ако ја освои оваа награда, ќе видиме за што ќе игра Наташа. Наташа од Трето 3, како сме? Добро, добар ден, како сте вие? Добро, и јас благодарам на прашањето. Како ни започна денот досега, што се направи? Па добро, од се по нешто. Од се по нешто, добро. И сега морам да прашам колку се грижите за вашата исхрана, внимавате ли што внесувате на килажата, на тоа да не се јаден или премногу? Нормално секако. Еве, ова значи штом се грижите, верувам и дека ќе ви израдува, бидејќи нивната професионална програма на исхрана Fit Shop
ќе ви дадат и патогас како понатаму од кога ќе ја изготват, така да ќе имате насоки и секако можете со тоа темпо да продолжите. Фитшоп ќе се погрижат да имате дали тоа ќе биде детокс, дали ќе биде нели програма за намалување на килограмите, тоа секако ќе оставиме на нив, на вас. Е само еден точен одговор и да почне оваа добра приказна. Хајде да видиме. Ајде. Еве, ја таман за ручекот да прашам, ама си почна компјутерот. Колку литри вода собира коцка со рап од 20 сантиметри? Наследно може ли? Следно, ајде. Ајде. 8 литри. Што мериме со мерката светлосна година? Што мериме со светлосни години? Далечина од земјата до некоја планета, мислам. Растојание, се прифаќа. Појано. А сопругот извади работа. Он ли беше? Да. Да. Да го поздравите, браво. Ете, тој штрајкува. Како, што вели? Штрајкува, тој за пица се бореше. Така, што му спремате за ручек денес? Посно денеска. Посно, па ако па посно е убаво. Ете, така се следи и тоа. Како беше, секоја среда и петок, некои од граѓаните си постат. На здравје нека ви е ручекот, особено на здравје нека ви е оваа искрена која што и како е добре дојдена, се разбира, за да си фатите еден терк и секако да се грижите преку храната и благодарение на Фитшоп за своето здравје и виталност. Поздрав до вас, уште еднаш пријатен ручек. А ние се грижиме секако и на никој од вас да не му недостига колаген, кој што почнува да недостига со годините, пак не може така брзо да се стане, да се клекне, болки у зглобови во врат и нормално жените особено сакаат да имаат она убава младешка и коса, и кожа, и ногти и затоа колагенот, ако е од Димас, тогаш верувам дека ќе бидете презадоволни од резултатите, бидејќи е 100% природен, може да биде говедски и рибен, а може да биде и ваш со еден точен одговор. Кој ќе биде мој следен учесник? Што вели ова? Марија од Скопје. Добар ден, Марија. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Добар ли беше денов до сега? Добро. Добро. Награди колку имаме освоено или играме прв пат? Па не, прв пат, ама лани летото. Лани лето, па како? Што има ново од лани летото да праша водителкава? Па ништо, така. Се едно исто, а? Еве сега ќе има ново нешто. Оп, цуп. Да не имате нов дечко да праша. Не, јас сум баба. Па нема више да бидете сама. Кој рекол дека ни во години нормално љубовта не бира ниту години и секогаш доаѓа. А ке дојде, ова е признак, тркалото навива повеќе да не сте сами, ако си имате симпатија, и тоа не е грев, се разбира да го поканите на чај. Имате можност да го освоите во љубовен чајник со сртенце, многу е убав. Арнаме ќе доделиме и 2 пати по 200 грама кафе, бидејќи сите приказни нели почнуваат така кога ќе се видиме на кафе, ајде да одиме на кафе, а вие ќе изненадите и со Елит кафе и со чај. Ајде, господја Марија. Ајде да видиме. Кој е најмал заеднички содржател на броевите 7 и 9? Содржател... Уфлеле, сега да ми текчу. Да одиме на следно? Ајде. Да не се мачиме. 63. Гатанка, шарена, во рака нефатена. Што е тоа? И ова. Ајде на следно, што ми ова не оди? Змија. И кој е полниот назив на надреалната комедија на групата Монти Пајтон? Популарните Монти Пајтон. Баравме летечкиот циркус на Монти Пајтон. Гледани ли ви се Монти Пајтон, господја Марија? Не. Не. Ги има на YouTube. Топло препорачуваме.
Многу смешни, многу интелигентни. А секако останува да сумирам и да ви кажам, денеска сум презадоволна. Со Марија секако ќе се слушнеме утре, не наредно лето. Ова значи дека морам вака да држам, гледате колку дебел куп, многу награди се освоени, ви честитам, а сега ме препуштам на нашата прекрасна Марија, која што ќе биде задолжена за најновото издание на вести на Телма телевизија.